Во тек се новите обуки за наставниците кои ќе се фокусираат на вештачката интелигенција. Како што истакна министерката за образование и наука Весна Јаневска, наставниците веќе поседуваат основни дигитални вештини, а сега ќе преминат на напредни обуки кои ќе им овозможат да ги користат технологиите на вештачката интелигенција во наставниот процес. Таа рече дека наставниците ќе добијат поддршка од тимови за информатика, а целта е да се подобри квалитетот на наставата и да се подготват учениците за иднината во која вештачката интелигенција има клучна улога. Прирачниците летово ќе бидат готови, инаку јас ве информирам дека ние имаме над 20.000 наставници и во 2 месеци тие не можат да се обучат, но ви велам дека тие имаат признања, поминале обуки за дигитализација на процесите, базични секако имаат, сега одат кон напредни обуки кои можат да ги користат. Користејќи ги прирачниците и луѓето од информатиката кои им се на располагање, можеме да почнеме со основните алатки, а потоа секако дека ќе имаат обука и дека секако, како и при дигитализацијата, како стекнуваа базични па понапредни, така и за вештачката интелигенција ќе стекнуваат се понапредни и понапредни вештини. Но од друга страна граѓаните остануваат децидни дека вештачката интелигенција, покрај што може да биде корисна, може да биде и многу штетна. И очи смета, и на мозок, и на се. Јас, внучето мое, цел ден село карам, викам, аме, пази си здравето, немаш да имаш длъг живот. Ке смета нормално. И мора да се најде некоја толеранција. Треба да се учи традиционалното, да. Образованието, некако што беше за време на короната, онлайн. Да, треба. А сега треба си. Со професори децата треба да учат. Пошто има и многу сега овие занајчи, да, треба пракса на децата. Највеќе уствари треба да се работи на праксата на децата, што се тие стручните школи. Па и лошо е. Во текот на овие обуки, наставниците ќе се стекнуваат со нови вештини, кои ќе им помогнат да интегрираат вештачката интелигенција со наставниот процес. Сепак дел од граѓаните изразуваат загриженост за можните негативни ефекти од оваа технологија, нагласувајќи потребата за внимателен пристап и етичко користење на вештачката интелигенција во образованието.